Внимание! Мода со Сергеј Варошлија. Внимавајте како се фотографирате и што облекувате. Гледајте не во новото издание на Студио 1 секој работен ден на тема мода со мене Сергеј Варошлија. Ке биде оштро. Хаштаг ке ми пукне душата. Бидете со нас. Да, почитувани, еве назад во студиото на 1 ТВ и како што и претходно неколку пати најавив, на мое огромно задоволство, денеска, односно вечерова, со мојот драг колега Сергеј Варошлија ќе поразговараме во оној дел, забавниот дел од промотивната кампања за новата сезона на 1 ТВ. Сергеј, најпрво добре дојде во 1 минута. Јас ја имам оваа недела често да разговарам со вас. Мои драги лица, и сега ајде да им доближиме малку повеќе на гледачите. Она ги видовме промоата од твојот дел, па да им откриеме нешто повеќе во однос на 30 минути секој ден во Студио 1 мода. Повели. Линиите се повторно отворени, кој сака да се јави може и да... Ако имаме гледач само, нека остане кратко на линија за да се објасниме. Значи, како што гледате, како што можат гледачите да приметат, сме еден вид медиум, ќе се иземам себе си настрана. Сме еден вид медиум кој што креира една поинаква слика од останатите медиуми. Многу ни е битна естетиката, многу ни е битен да оставиме телевизиски личен печат. Не само јас во сопственото шоу, меѓутоа како еден медиум да имаме еден репрезентативен изглед, каков што досега на овие простори не е виден. И сега за сега одлично го правиме тоа и уште подобро ќе го правиме истото секој во својот сектор, меѓутоа оставаме еден буквално унифициран печат како 1 ТВ во секој сегмент, од сценографски до стилски до моден до како да што е исклучително битно. Гледачот дали е тука? Предпоставувам дека да. Ајде, добро вечер. Добро вечер. Браво на топ емисија, мислам јас во Европа нема ваква емисија. Вкусот на Сергеј е врвен. Значи, не сме никој да реагира од тие што постирале, не знам јас тие по интернет како што јас не ме интересира толку, али вкусот ти е врвен. Ти благодарам. Ова емисија во Европа, не знам дали има друга емисија. Ти благодарам. Имаше еден што ти контрираше, па сега гледам во вашата програма во некој емисија. Така. Тој не може да се спореди со тебе. Браво, значи ти благодарам за комплиментите. А со кого разговарам? Со од Битола гледач. Од Битола. Како сте по Битола? Таква ми е супер. Таква ми е работа што не можам да се представам. Добро. Значи треба да имате студија во сите градови, Битола подхитно да имате и да се водат емисии од Битола. Пошто Битола е најградски град. Модата во Битола е врвна, мислам јас. И према процентот на жители во цел свет има најдобри и најзгодни женски во цел свет према жителите, велам, затекнати во Битола. Нема поубави женски од битолчанките. Во секој поглед. Во секој поглед? Во секој поглед. Баш ми е драго, очигледно нема... за женските. Машките не ме интересираат, мислам, за женски. Добро, ова не го реков јас, ова го рековте вие, така да не... Генерално зборуваме за убави луѓе, мислам, никој не е имун на убави луѓе, не е битно дали се машки или женски. Нека се мислат обратно, женските нека си водат емисии, нека си прават емисии. Сите треба да си водат. Ние зборуваме наш поглед, и твоите емисии се женски, за женски мислење имаш. Јас мислам, добро, таква ми е работата, а ако дојдиш во Битола со емисија, ако имате студио, јас ќе се видиме сигурно и тоа е тоа. Многу би сакал да знам со кого разговарам, поготово сега ме заинтригиравте заради тоа што имате таква работа во која што не можете да се представите. Ако не телевизиски, јас лично ќе дојдам во Битола и ќе ве побарам вас, ќе се центрирам некаде на площад, ќе кажам дека сум таму и ќе ве очекувам да дојдете. Добра идеја. Да ми се обратите. Ќе се видиме. Значи кога ќе дојдете во Битола, ќе се видиме и тоа е тоа. Кога ќе дојдам во Битола, дефинитивно ќе знаете. Ви се заблагодарувам уште еднашка на јавувањето и на комплиментите. Втор гледач. Меѓутоа, помеѓу да направиме сепак... Ќе му се заблагодарам повторно на гледачот и ќе се сложам со него дека
овој концепт што ние го направивме како еден ТВ во сегментот мода, до сега не е виден нити на европско ниво, нити на светско ниво. Постои слично шоу, бидејќи јас сум ги пратил модните шоуа и модните критики, тоа не е ништо ново. Меѓутоа овој концепт проникна и порасна во едно уникатно нешто кое што буквално не е видено, барем јас не сум видел едно такво слично шоу кое ја третира модата на еден таков начин. Многу ми е драго што има луѓе што го препознаваат тоа. А апропо гледачот се јави дека некој дошол или се мерил со мене или како да зборува за колегата од шоу бизнес, значи не станува збор дека ние тука си ги мериме мускулите или кој е помодно едуциран или кој е вака, кој е така. Станува збор за еден шоу бизнес и така и треба да се гледаат работите. Да, Сергеј, да му дадеме простор сега, предпоставував дека ќе биде голем интересот за Сергеј Варошлија, па доколку си уште гледачот на линија. Добро вечер, повелата. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Јас само се јавувам да ви кажам дека навистина имавте добра најава за дечкото, се беше наместено. Во еден момент помисливме дека не е наместено, како се викаше Стефан, кој што еве во најавата сега што ја имате за новата сезона веќе е водител. Значи многу сте креативни, морам да ве пофалам. И покрај тоа што сега осознаваме дека тоа била, ајде да речам, наместена работа за да ни го најавите новиот водител. Ке ви се заблагодарам за јавувањето и ке ви кажам дека сте апсолутно во голема грешка. Ова е ваша констатација или прашање, да е констатација или да е прашање. Веројатно е ваша констатација која што е буквално нема никаква основа. Во случајот со Стефан Лазаров, што сега ми е колега, нема 0% наместување или што и да е од тоа сите го знаат тука во телевизијата. Да, јас можам да го Случката потврдам. беше апсолутно случајна. Он го постираш. Така да ми кажете дека се беше случајно. Јас ви гарантирам и ви подпишувам со 2 раце, со 5 раце, на нотар, под нотар, дека таа случка е апсолутно случајна. Дечкото покажа исклучителен талент, исклучителна храброст, се случи еден вирален хит и заради тоа решивме дека он треба да биде дел од шоу-биз екипата, заради тоа што испадна дека он го прави тоа на добар начин. Одличен ви е изборот, што да ви кажам, и да се сакувам успех. Ви благодарам за јавувањето. Да, и тоа е интересен момент, Сергеј. Еве, ова ми беше искрено малку чудна констатација, никогаш не би помислила. Зошто луѓето донесуваат констатации и се сигурни во нешто? Да. Имаме веќе следен гледач, па ајде да му дадеме простор, па ќе почека веќе тој, по него претпоставувам со коментарите, со оглед на тоа што сепак малку овде треба да поразговараме, почитувани, и за да го најавиме се она што не очекува во новата сезона. Но ајде, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Сергеј, Марика на телефон. Ова ти е едно жениште со црно вампирско косиште и на кое што ќе му пукне душата од смеење кога го гледа твоето шоу. А ти кажам, мене... Многу ми е драго. Мислам, не ми е драго што ќе ми пукне душата, меѓутоа ми е драго што ме гледате. Нормално. А и мене ќе ми пукне душата, верујте ми. Ама мене ќе ми пукне душата од смеење, човече. Јас те гледам и мене тоа ми е многу смешно. Мене тоа воопшто, како да ти кажам, не го саќам толку сериозно. Не знам сега да ме фатиш мене за зап, јас би ти рекал дека без разлика што ќе речеш за тоа црно вампирско косиште. И така, јас и се воодушевувам какво ми е црното вампирско косиште. И стилот кој што си го фурам. Така што, бидејќи сите имаме различен вкус. Така е. Меѓутоа, за некои работи се сложувам, за некои не. Ама така и треба. Би требало да постои вакво нешто, бидејќи навистина за мене е многу забавно. Многу ми е драго што на крај поентиравте, а што се однесува до моите критики за црната коса, или јас што ги категоризирам како вампирски, или ги нарекувам косишта, или ги нарекувам на во некој жаргонски термин, во други емисии и јас објаснувам кога црната коса е функционална. Јас не викам дека не треба да мораш, извини, не мораш тоа да ми го објаснуваш. Се ми е мене. Сте ме разбрали. Благодарам.
Затоа извикам дека сум такво црно вампирско косиште. Ви благодарам. Пред се луѓе се оние што знаат да направат хумор на собствена сметка. Апсолутно. Да, почитувани, веќе имаме и следен гледач, меѓутоа сепак ќе замолам да почека малку на линија, само да стигнам јас да го прашам Сергеј и еве да им доближиме на гледачите. Споменавме, Сергеј, во однос на што се она не очекува целокупно, како нели телевизиски нов формат. Меѓутоа, ајде да продискутираме, конкретно не мора се да откриваме, меѓутоа доволно за да ги заинтригираме сепак гледачите за 10 септември сепак да не следат уште повеќе ако е тоа можно. 30 минути секој ден најавив мода, видовме и од промоата со Сергеј Варошлија. Каков е концептот? Значи вака, бидејќи стариот концепт го предизвикат целото тоа внимание кое што им е интересно на луѓето и така натаму и сака да го гледаат и сака да ги слушнат моите коментари и моето мислење по таа тема. Продолжуваме со секојдневниот концепт кој што пред се минутажата му е не него дуплиран. Ако претходно трае 15 минути, сега ќе трае на дневна основа 30 минути, што не е малку за во програма, поготово секој ден и таа програма. Тие 30 минути треба да се исполнети со содржина. Дел од тоа што го работев, повторно ќе го работам и во новиот концепт, значи анализирањето на фотографиите, на Инстаграм профилите, кажувајќи, коментирајќи го тоа што го правам и сите такви работи, меѓутоа од еден друг аспект ќе мора да обрнеме внимание малку повеќе на македонската сцена, каде сме ние како македонска сцена тековно, така да тука ќе бидат, затоа викам ќе биде оштро и ќе ми пукне душата, ќе бидат малку повеќе на тапет и јавните личности и сите тоа ќе го споиме со светските јавни личности, светската сцена, односно објаснувајќи јас зошто не треба ова да го правите, да ви покажам како треба да го правите. А се знаеме од каде доаѓаат трендовите во модата од светот и од модните метрополи. Така да еден добро спакуван концепт кој ќе им даде на гледачите и модна критика, меѓутоа да не се сведе на тоа само да пукаат они што би се рекло народно сеир. Меѓутоа да се малку и информирани и низ сето тоа што сакаат да го гледаат, евентуално да ме слушнат и да ме сватат малку посериозно, да се бават со модата, а не да се бават со смеење толку. Мислам, ќе има и смеење, меѓутоа ќе има и малку посериозен дел, бидејќи овој народ е многу тешко да го натераш да погледне еден документарец за Кристијан Диор или за Коко Шанел или за кој да е светски дизајнер, апропо филм или уметност, или меѓутоа ако му го протнеш и продадеш во една ваква форма, мислам дека ќе го заинтересира. И од тука почнува таа една модна освестеност или модна едукација која што ние нас и како куќа и мене цел, бидејќи јас некаде длабоко во себе верувам дека овој народ може да се освести не само модно, него и по секој основ и по секое прашање, заради тоа што сум живеел во време кога имало и мода, имало и морал, имало и етика, имало и воспитување и имало некакви вредности и сме изгледале многу добро. Во денешно време тие параметри се малку изместени и мислам дека во 21. век, кога е буквално се дозволено, тука е грешката. Имаш све на располагање, а го правиш тоа на многу погрешен начин. А сите ресурси ти се при раце. Значи, искористи ги ресурсите, искористи информираноста, искористи интернетот, за да се ставиш себе си во еден вистински, автентичен, функционален производ. Апсолутно. Да, не го заборавиме гледачот. Ако е се уште на линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Николче од Гостивар. Да, добро вечер, Николче, како си? Добро, вие како сте? Одлично, еве. Со кого си по дома? Моментално со мајка ми и со други пријатели. Искално ве гледам и пријатели сме на Facebook, јас и ти, Николче Михајловски. Драго ми е, Николче. Кажи ми, како ви се допаѓаме, не само јас, него дали ја гледате целата наша програма? Да, многу ви е убава телевизијата и многу голем поздрав до новиот водител што е Гора, Александар Петрески. Благодарам за поздравот. Кажете ми, од кога ја следите програмата на 1 ТВ? Од почетокот кога почна. Значи, вие сте еден наш голем фан. Да. Што правите сега по дома? Јадете, пиете, си се смеете? Пиеме кафе. Кафе? Само кафе ли?
Да. На кафе и да останете работен ден денес. Да, и поведете на кафе. Ви благодарам. Кажете ми дали имате некакво прашање? Да ве прашам, интересира, вие не спомнавте на вашата телевизија, на програма, дека машките не треба да се депилираат. Што е проблемот, значи? За чупење вежи, значи? Јас сум спомнал дека машките не треба да се депилираат. Мислам, Николче, дека сте голема грешка. Не сум го рекол нити тоа. Може би погрешно... Веројатно погрешно сте разбрали. Јас сум рекол дека некои мажи претеруваат правејќи го тоа. Меѓутоа, во 21. век, секој маж треба да најде начин соодветно да го истретира и своето лице и своето тело, што и да подразбира тоа. Меѓутоа, ако чупањето и депилирањето или некои работи излезат од контрола или тој лик не изгледа добро, тогаш он не треба да го прави, а не генерално или буквално да ме сватите дека не треба да го правите тоа. Така да еве, ви се интерпретирам на еден вистински начин, како што се надевам ќе ме се разберете. А како може некој ден да дојдам на емисијата, сакам директно да бидам некој пат, да бидам директно од емисијата ваша или од некој еве, искористете го сега моментот, во емисија сте во моментов. Ама во живо да, например. Па во живо сме. Да. Во живо сме. Затоа сум тука. Да. А сакам за вас, например, кога ќе давате емисијата, например, да бидам ја директно како гостин. Па еве, гостин сте во моментов. Да. Во моментов сте гостин. Да. Да, а во живо не може да се дојде во емисија некој пат? Ама емисијава сега оди во живо и вие сте гостин. Да, има кога имате вие вака емисија ваша лично, например. Тебе лично треба да се разберам. Кога ќе го терам моето модно шоу од 10 септември. Па не можам да откривам детали, ставам збор за нов концепт, сигурно ќе има и гости, меѓутоа затоа потоа. Пратете од 10 септември па натака, па ќе видиме како ќе имаме план, имаме програмска шема, имаме тука реализација, така да ќе сте во тек. Се имаме на социјалните медиуми. И благодарам уште еднашка и за гледаноста и за поддршката. Да, имаме и следен гледач, меѓутоа само да констатирам овде, бидејќи имав во глава и вакво некоја слично прашање во овој однос. Факт е дека со она што споменавме, веќе стариот концепт на студиото или во студио 1 мода, твоето предизвика огромно внимание, за волја на вистината. Ти од секогаш си бил телевизиско лице и ништо од тоа не ти е непознато и не ти е недостасува, меѓутоа често пати сме разговарале. А сега се добива впечаток дека особено нели со социјалните мрежи ти буквално имаш напад, ако може така да се каже фигуративно, од сите страни, секако и позитивни и негативни. Природно. Да, и природно. Секако како во моментов и да не ги заборавиме исто така хаштазите од типот на ќе ти пукне душата, манекенка да будам. Да, и тоа е дел од новиот концепт, значи ќе ги внесеме во функција тие хаштагови, односно тоа се зборови кои што јас ги користам критикувајќи или коментирајќи, тоа се хаштагот ќе ми пукне душата, хаштагот квази старлета, хаштагот манекенка да будем, хаштагот готово е и уште неколку хаштази кои што јас ќе ги користам кои ќе имаат функција на социјалните медиуми. А апропо дека сум од секогаш, не сум јас телевизиско лице, него јас сум веќе 30 години во друга една сфера, меѓутоа сум пред камера. Меѓутоа тоа е во едно друго време. Кога немало социјални медиуми, кога немало и не можел нападот и напливот да биде ваков. Баш ка сега секојдневното идење во програма, одговорноста што имам јас према мојата матична куќа прави популарност на еден различен начин, голема популарност, меѓутоа од друга страна носи и одговорност. Ако јас до претходно сум бил на телевизија, меѓутоа сум бил во функција на гостин. Јас во функција на гостин ја немам нити одговорноста, нити моките што ја имам сега како телевизиско лице на 1 ТВ. Така да многу е различно од она што би рекол јас мое време и ова време сега. Да. Да одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелата во програмата. Добро вечер. Добро вечер. Вие поздравувам емисијата што ја води господинот Варошлија. Благодарам. Ја следам телевизијата од почеток и како перфекциониста. Треба уште малку јазикот да го доизгради за да може да биде до крај перфекционист. Конкретно, што е тоа хагина?
на македонски јазик. Така е, фустан. Што е тоа хаѓина? Што е тоа сукња? Што е тоа плава коса? Прашувам. Што? Имаме убави зборови. Воопшто не е срамота ако се каже фустан, ако се каже здолниште или ако се каже руса коса. Така. Тоа се мои сугестии, што мислам дека треба да почнете да ги применувате за да бидете до крај перфекциониста. До некаде и не до некаде, него ви благодарам за коментарот и ќе се сложам со вас. Меѓутоа, сакам да ви кажам една друга работа зошто јас ги употребувам тие зборови. Во светот на модата постојат многу интернационализми. Сега, јас се сложувам со вас дека некогаш тоа не треба да биде хаљен или треба да биде фустан, или плавата коса дека треба да биде руса. Меѓутоа, сепак кога ќе се каже плава коса, се знае на што се подразбира. Не зборуваме за сина коса, него зборуваме за плава коса, односно за блондинка. Во која интернационализација е плава коса? Кој осем србите тоа го употребува? Плава коса. А блондинка? Тоа е интернационализам. Блондинка е веќе интернационален збор. Меѓутоа, ние имаме свој збор, каде што е руса коса. Да не сте професорка или лекторка, можеби? Не сум, меѓутоа, многу внимавам на јазикот. Не сум апсолутно. Сосема друга професија сум, ама јазикот е единствено нешто што го карактеризира, што ја карактеризира нацијата. И ако сте вие јавна личност, и ако преку телевизијата ве примаме, го примаме и начинот на говор. Да, се согласувам со вас. Вие треба да делувате како млад човек, како актуелен, и младите имаат апсолутно лош говор. Јас и со своите деца постојано сум во конфликт, затоа што велам дома сакам да зборувате со мене како јас што зборувам со вас, а на улица зборувајте како сакате, така се разбирате сите. Па знаете како, повторно се доаѓа од дома, како ќе ги воспитате децата, така ќе говорат. Ако ме приметувате, јас другачие разговарам сега со вас тука, другачие разговарам кога го користам речникот во делот за мода. Значи има места. Зошто другачие? Повторно потребувате збор што ви е далечен. Вие сте дефинитивно лектор. Не ви е вас далечен. Не ви е вас далечен. Вие сте далечен, затоа што тој збор јас не го употребувам. Различен е. Зборот е различен, не другачи. Леле, имаме лектор на линија. Имаме лектор на линија. Работете ме и како лектор може да... Не сум реков по професија лектор, меѓутоа многу коректно сакам да се зборува. Се согласувам. Само колку добронамерно беше. Апсолутно ви е добронамерна критиката. Јас имам потреба малку да ја завртиме работата на смеја и на шала, бидејќи заради тоа сме тука. Ви стои муабетот и би ви се заблагодарил за мислењето и ќе се потрудам следниот пат наместо плава коса да кажам дека косата е каква? Руса. Руса. Да внимаваш. Да, имаме и следен гледач на линија. Ајде. Предпоставувам се исклучил веќе. И да се надоврзам на она што ќе биде исто дел од новиот концепт, бидејќи за целото ова време по социјалните, по моите приватни профили, телефони и што и да добивав милион поруки со многу прашања од видот дали и што да се кој да прави со неговата коса, како да се почиша, каква шминка да користи, дали да купи вакви или такви обетки, дали да купи вакви или такви чевли, која боја, која должина на фустан, која боја на кошула или како што да искомбинира. И во прв момент јас имав желба да им одговорам на истите луѓе, меѓутоа сега не сум во можност да го направам истото, така да ќе има една форма, ќе открием еден мал детаљ, каде што ќе најдеме ние како медиум и јас во своето шоу да ги истретираме тие луѓе и да им дадеме еден моден совет од секаков аспект, што да прават со нивната шминка, што да прават со косата, индивидуално зборувам, не зборувам дека групно ќе им се обратам, како со секој индивидуалец ќе искоментираме, како да го уредат нивниот Инстаграм профил, така да тоа е еден нов дел, меѓутоа пропратно ќе не пратат и ќе разберат за каков едукативен метод станува збор. Одлична идеја имаме веќе. Сергеј, следен гледач на линија. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Немаме гледач на линија. Немаме, се исклучи.
Да, се исклучил гледачот. Во ред дојдовме полека, но сигурно и до крајот на ова една минута. Со тебе разговор никогаш доста, барем според мене, гледам дека и гледачите со доста. Да. Морам да најавам дека имаме и нови имаджинешнски, измислени, нели, колешки. Да. Да, имаме и нови колешки. Дали имаме нови колешки? Тоа сакав да го потенцирам, меѓутоа ни отиде малку времето, ќе отстапам. Многу луѓе ме прашуваа зошто Мерлин Монро, зошто Мадона, зошто Анџелина Џоли. Значи ќе влетат сега една нова група на нема да кажам кои се. Мадона, Анџелина Џоли и Мерлин Монро се своевидно, секоја во своето време, инфлуенсери, односно одлични познавачи на модата. Мерлин Монро знаем, мислам тие што знаат колку е битна своевремено во стилот, во естетиката и во изгледот во 50-тите, во 60-тите години. Со Мадона се случува истото во 90-тите, во 2000-тите години, каде што буквално сите дизајнери, нивните колекции се инспирирани од неизе. А Анџелина Џоли како него најплатената холивудска актерка секогаш ги добива најдобрите парчиња од дизајнерите, така јас ги вметнувам тие луѓе заради тоа што они биле битни години наназад и во 20-тиот век за младите генерации што не ги познаваат, евентуално да отворат и да проверат и да видат колку влијание имаме ние на денешницата, почнувајќи од Мерлин Монро до Анџелина Џоли па до следните виртуелни мои колешки. Да, почитувани, еве ви најави и ексклузивно мојот драг колега и водител Сергеј Варошлија во однос на делот она што секако ве очекува на нашата телевизија новата сезона од 10 септември. Слушнавте лично и од него, имавте и прилика некоја прашање да му поставите. Јас се надевам дека во иднина ќе има и многу вакви можности. Тука ќе ви се заблагодарам за вашето внимание и од претходните телефонски јавувања на нашата друга тема. Секако ве поканувам да останете со програмата на нашата телевизија и уште еднаш внимателно следете промотивната кампања и тоа како од 10 септември нови содржини и едно комплетно досега модернистичко издание во новата сезона на 1 ТВ. Од мене пријатно, се гледаме утре.